Станува збор за завршната представа на големата група при училиштето за театар. Ги работевме начинките, комедиите од Чехов, односно три, тоа се Мечка, Трагичар не по своја вина и Просидба. Во секоја од начинките играат различни членови на големата група, исто така имаме и припомош и од драмското студио, како и од средната група има дојдено еден член. Зашто го одбрате баш Чехов цело време во представите у нас да ги имаме? Па, мислам дека преку Чехов најлесно може да се долови театарското образование, бидејќи Чехов е еден од оние драмски писатели кој што е повеќе слоен и може во него да се откријат многу тајни на театарскиот занает, па всушност Чехов бил оној што сработувал со еден од најголемите режисери на сите времиња, тој бил Константин Станиславски. И неговите драми, вклучително и едночинките, се сметаат за најдобри драмски текстови на сите времиња. Заради тоа го одбравме, бидејќи мислиме дека еден голем автор како што е Чехов, односно ние го заслужуваме вниманието на Чехов, не е Чехов да го заслужува нашето внимание, и затоа решивме да го обработуваме Чехов во овој семестар, колку што ни дозволува програмата. Јас глумам во начинката Просидба, јас сум ликот на Ломов. Работиме според методот на Чехов, поточно техника Медуза. Медузата е техника која нас ни ја кажа нашиот режисер Саша. Работевме долго и пробите стварно беа тешки. Чехов е еден од, да кажам, најтешките драмски писатели за работење, но со долг труд и тешки проби и измачување, да кажам малце, успеавме да го совладаме текстот. Техниката Медуза се состои од буквално да кажам како хранење, како медузата што ги јади планктоните, треба самиот така и режисерот ги исхранува, да речем, актерите. Прво имавме како мали часови каде што дознававме историја за текстовите, што се работи, како се работи, а подоцна и самите себе си ги внесивме тие знаења во самата драма. Станува збор за, како што кажува и самиот наслов, станува збор за Просидба. Иван Ивановиќ иди кај спахијата, кај Чубуков, да ја запроси неговата ќерка, Наталија Степановна, и тука се настанува општа збрка околу нивите, која нива е од кого, кој треба да ја земе, историјата на нивите, никој не знае од кого е нивата, и се расправаат колку безич, како заинаат на двајцата, и потоа Чубуков, односно јас, го бркам од мојот дом, и потоа настанува малку паника од мојата ќерка, која ќе кажам дека тој уствари дошол за да ја запроси, а не иди да се кара за нивите. И таа ја почнува да го бара назад, и јас го враќам назад, и после станува мојата демек се опушта. И иди повторно иди до расправија кој куќе е појако, дали нашето куќе е фамилиарното или нивното, и тој паѓа во несвест, умира, ние мислиме дека умира, и потоа станува, се освестува, и јас, за да ми се тргнат од главата, ги приближувам еден до друг, му викам да се земат, и како што кажувам во репликата, ѓаволот да ги носи.